Ризичниот период за пожари во земјава се очекува да започне во првите денови од јули. Надлежните уверуваат дека годинава системот за справување со огнените стихии е значително зајакнат и подобро подготвен од претходно, со зголемен број пожарникари и дополнителна механизација на терен, со цел побрза и поефикасна интервенција при евентуални пожари. Трите ер-трактори на дирекцијата се сервисирани, двата се уште во Загреб поради временски непогоди, односно невреме во Загреб, пред неколку дена не можеа да се пренесат во Македонија. Денес попладне очекувам да дојдат, но повторно во Загреб денес има најави за силно невреме, кој што ги отежнува условите, дали утре, задутре, во наредните денови тие ќе стигнат овде и благовремено ќе ги имаме во пресрет на сезоната на пожари. Оваа година дирекцијата е значително засилена со околу 100 нови пожарникари и со повеќе од 35 нови противпожарни возила, но и покрај засилувањето најголем предизвик останува недостигот од способни и искусни возачи. На возачите им се нуди плата од 44.000 денари месечно или 2.150 евра за 3 месеци. Заради организирано учество во гаснење на пожари на отворен простор и шумски пожари, на дирекцијата за заштита и спасување и се потребни поранешни припадници на полицијата, армијата и противпожарните единици за следните работи. Под 1 возачи на специјалните противпожарни возила, односно пинсгауерите, кои што ги имаме 23, Хермелини 5 и БТРи 15, кои што се пренаменети во противпожарни возила. Во пожарите лани биле евидентирани 178 шумски пожари. Опожарени биле повеќе од 17.000 хектари шума, а изгореле повеќе од 280.000 кубни метри дрва. Македонија во 2025 година претрпела штета од околу 50,1 милион евра од шумските пожари.